Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Емил Нијами, универзитетски професор, Институт за македонски јазик. Добар ден. Благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Веќе ве најавив и на вестите и кажав. Се работи за празни флоскули, демагогија, а дека се слави денот на македонскиот јазик и дека воопшто се слави генерално, но тоа не е така, заради тоа што мора државата да вложува, да инвестира, да ги финансира научните дејци, денешните професори како што сте вие и останатиот научен кадар во Македонија. И конечно, кој е вашиот коментар? Во поглед на тоа славињето, да, убаво е да прославиме и убаво е што го одбележуваме денот 5 мај, како ден на македонскиот јазик. Од друга страна, имате право со тоа што велите дека многу повеќе зборуваме, а многу помалку действуваме, да. Знаете, многу често слушаме една фраза што работите вие. Со подценување, омаловажување? Да, со така малку подценување. И денес прочитав некаков коментар по социјалните мрежи. Верувате дека Институтот за македонски јазик конкретно, ке кажем, каде што јас работи многу и работи сериозно. Ние секојдневно се среќаваме со најразлични прашања, најразлични проблеми научни, кои што треба да ги решаваме и воот. Освен што издавате постојано книги, да, треба сте плодни. Да сме учесници на конференции. Како и денеска конечно имаше конференција, трибина за македонскиот јазик. Да. Значи, треба да учествуваме со научни трудови, треба да издаваме монографии, што е мощно, е важно, бидејќи македонскиот јазик е практично национален јазик во оваа земја. Тоа е матичен само во Македонија, не е на друго место матичен јазик. И доколку ние не ја развиваме таа дејност, значи конкретно, како што реков, од учество на конференции до монографии, секако дека не можеме да зборуваме за еден сериозен пристап кон јазикот, кон литературата, културата и впрочем кон идентитетот, што е еден конечен, да кажеме, основен столб темел на оваа држава. Да, македонскиот јазик конечно токму заради тоа што е темел и постојано се говори за македонскиот идентитет во контекст на бугарскиот спор и заради тоа е клучно, исклучително важно да се инвестира, да се финансираат научните работници, научните дејци. Токму тука и лежи еден исто така интересен факт е што постојат неколку институти, например Институтот за македонски јазик, Институтот за македонска литература, за национална историја, македонски фолклор, кои што се национални. И тие институти практично треба да продуцираат национални проекти, национални дела од национален карактер. Затоа и се основани, затоа и постојат тие. Значи, доколку ние самите не се истражуваме, малку е нелогично дека некој одстрана ќе дојде и ќе не истражува. Не само што е чудно, туку и не е редот таков, сепак, затоа што ние сме тие кои што треба да кажеме, што не треба некој одстрана да ни кажува.
Да, како во случајот со бугарскиот спор, но за тоа нема да говориме заради тоа што дебати за тоа нема. Македонскиот идентитет и јазик нема за што да се дебатира на таа тема. Но што се сторило на вистина, тоа се очекува еве на денешниот ден, денеска да слушнеме токму од политичката номенклатура, од елитите, од власта, кога говорат за славењето на македонскиот јазик. Што на вистина се сторило? Да ја информираат македонската јавност. Тоа се очекува од нив. Значи, што на вистина се сторила, во колку се вложило, да, изгледа колку се сработило, тоа е славењето. Апсолутно. И денес во низата настани, бидејќи цел ден сме излезани од дома, значи низа настани имаше, ме информираа дека еве на пример во Народната универзитетска библиотека имало изложба на изданија македонистички од речници, монографии и така натаму, но тоа, знаете, останува некако и зад политичарите и зад камерите. Односно, никој тоа нема така да го презентира, бидејќи, знаете, живееме сепак, нели, во брзо време, во време на брзи информации, во време каде што нешто може би друго е поважно. А секогаш се поважни политичарите. Да. Особено оние на власт. Знаете, нивните говори и изјави, се извинувам што ве прекинувам, се секогаш примарни. Приматот и акцентот се става токму на нив. Токму на нив. И тоа е малку, како да кажам, жално, затоа што кај нас политичарите се супер звезди, да. А тие што на вистина работат и се трудат, некако остануваат во заднина. И жално не, јас бидејќи веќе имам некаков багаж одреден, не мал, голем зад себе, да. Во еден период веќе сватив дека треба и помладите да се истакнуваат, тие да излезат во првите редови, значи истото се случува и со политичарите, дозволите им на учениците да излезат и да го кажат последниот збор. Именно последниот. И главниот, се разбира. Да. Значи, не сакам да бидам погрешно сватен, тука станува збор за која и да е политичка гарнитура. Значи, да никогаш не било лесно да се избориме со нив и никогаш не било лесно да се занимава човек со научно-истражувачка работа. Да. И меѓутоа, морам да кажам дека навистина се работи. Значи, се издаваат речници, постојат речници кои што бараат сериозен пристап, сериозна работа, например, речникот на црковнословенски јазик од македонска редакција, кој што колегите од одделението за историја го работат веќе многу долго време и кога ќе биде една свеска подготвена за печат, таа се издава. И тоа постои. Меѓутоа, како да ви кажам, и не сме ни афирмирани. Тоа е пак еден друг проблем, што ние не можеме да излеземе со научната литература во преден план, затоа што малку, сепак, наука малку е здодавно. Например, јас лично за себе зборувам, кога објавувам некои книги, гледам да ги направам повеќе научно популарни, за да можат да имат поширок. Пристап да има поширок, да. Меѓутоа, видете, сепак значи, ние работиме. И тоа е исто така можно интересно, што не интересира политичката номенклатура, не интересира, значи, моментално не интересира науката како таква, да. И сме сконцентрирани на тоа. Секако не е фер, доколку бидеме истуркани за некој, да освои некој ситен политички поен. Да. Конечно во останувате вие во историјата, тешко дека
тешко или ретко остануваат на вистина гиганти политички од типот на Черчил и така натаму, Дегол, да не ги набројувам. Проблемот со лектори би сакала да го акцентираме, да го потенцираме како исклучително важен. Тие се неопходни и конечно и законски регулирана таа област во медиумите, во останатите институции, особено во тие се примарни во иако се примарни и можеби и најважни, беззаконието и хаосот преовладуваат. Во театрите, во филмовите, значи во филмската индустрија не можеме да ги видиме, да го видиме нивниот печат. Конечно и во преводите на книгите. Значи, проблемот со лекторите е горлив проблем веќе децении. Беше донесен законот за употребата на македонскиот јазик и предходно не постоеше, значи и предходно имаше закон за употреба на македонскиот јазик, меѓутоа никој не го применуваше. Сега во моментов, бидејќи предходниот закон беше повеќе декларативен, значи таму немаше казни и слични работи. Сега тука се во новиот актуелниот закон се воведе институцијата инспекторат. Да. И знаете, законот е донесен пред 2 години, да кажем. Не ме фаќате за зборни, што не ставам добро со временските рамки, меѓутоа беше донесен одамна. Се чекаше, значи, институциите, медиумите, сите оние кои што имаат потреба од лектори, чекаат да се оформи прво инспекторатот, сега се чека да се обучат инспекторите. И што практично тоа значи? Имаме законско решение се. И вие треба да го почитувате. Не, кај нас се чека да почне некој да казнува. Дури од како ќе почне некој да казнува, тогаш да почнеме да го применуваме законот. И можам да сватам заштедување средства и така натаму, но од друга страна не можам да сватам дека се штедат средства на едно богатство. Прво, кога станува збор за лекторирањето, да дадете повисок квалитет на она што е пишано или на она што е изговорено. Значи, тоа е првата ставка која што вие треба да ставите. Не ви треба инспекторат за вие да земете лектор и тој лектор да си извршува својата работа и не само што, и дај Боже да има многу помалку работа, за да кажеме, еве сега сме во медиум, нели да кажеме, новинар кога ќе седне да пишува тексти, кога лекторот еднаш, два пати, три пати, петиот пат века истата грешка, новинарот нема да ја повтори. Најмалку се има грешки, особено и во овој медиум, но генерално. Во медиумите значи, се најмалку грешките. Зборуваме генерално. Генерално добро, но акцентот треба да го ставиме на националните институции, театар. Во театрите, филмската индустрија споменав. Знаете, интересно е, истото и тоа... И издавачките куќи. Истото... Каде што се неопходни професионални, соодветно обучени кадри. Апсолутно, а тоа не можеме да го видиме. Апсолутно се согласувам со вас дека се потребни лектори секаде. Токму тоа ќе кажам, јас имам работено во медиум, во кој што без никакви казни, без ништо постоеле лектори. Значи, денес, јас убаво памтам дека порано во судовите задолжително имаше лектори, па вие кога ќе добиете пресудата, таа е лекторирана. Па видете, и книгите, да, јасно, но и книгите се лекторирани и подпишани од лектори. Но тоа не значи ништо. Заради тоа кажав дека постои хаос и беззаконие во лекторството. Апсолутно. И значи, веројатно се чека формирањето целосно на инспекторатот,
за да почнат да се пишуваат казни, па потоа да почнеме да го применуваме закон. Да. Добро, околу денешната конференција за која говорите, на која присуствувавте... Да, тоа беше трибина. Да, трибина, добро, која говореше за дигитализација. Да, значи, тоа е дел од националната стратегија за македонскиот јазик, која што ние знаете, имаме насочна потреба од така наречен национален корпус, ние лингвистите конкретно. Што би подразбирал тој корпус? Што подразбира национален корпус? Да не биде премногу академски да се објасни. Национален корпус подразбира едно место, значи еден интернет преварувач, да кажеме, во кој што е внесена литературата, македонска литература, исклучиво? Не мора, значи може да биде и преведена. Но на македонски јазик, на тоа мислиме. Потоа, да кажеме, разни учебници, помагала изјави, вести, вестници и така натаму. Значи, сето тоа се внесува, затоа што ние работиме со различни стилови, работиме... И сето тоа се внесува таму и вие на пребарувањето на некој збор, да кажеме зборот хартија, да можете да го најдете во различни форми и облици, содржини, да го најдете во еден контекст и да видите каде, кој го употребил, да кажеме која година е тоа напишано, ако е, не знам, поезија, како се вика таа стихотворба и во која збирка и од која автор е, и да можете потоа тоа да го користите. Околните земји и воопшто словенските јазици, мислам дека ние сме единствената земја која што нема таков национален корпус и за жал ние се уште работиме во 20-тиот век кога ги отвараме книгите и вршиме ексцерпција рачно, па многу често се случува да ги изфотокопираме за да можеме да ги подвлекуваме зборовите, да си правиме научни белешки. Да. Нема интерес за студирање на македонскиот јазик. Катедрата пропаѓа, тоа со години се говори, е проблем, се говори за тоа и се апелира. Значи, има две страни оваа приказна. Првата страна е, таа е релативно објективната, што би можел да ја кажам, е што во времето кога јас или вие сме студирале, македонскиот јазик се изучуваше само на филолошкиот факултет Блаже Коневски. Денес веќе имаме дисперзија на студиите, па ги имаме истите катедри, да кажеме, и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и на Тетовскиот државен универзитет, и во Битола, и на приватните универзитети, има и на други универзитети помали. Значи, прво и основно станува збор за дисперзија. Доколку на времето се запишувале 45 студенти на катедрата за македонски јазик, и доаѓале од други градови, веќе, например, тој што е поблиску до Штип, ќе се реши да се запише на македонски јазик во Штип, тој што е од Гостивар, ќе реши секако да се запише во Тетово, за да не треба, да не се прават трошоци. Тоа е едната страна на медалот, а втората страна секако е она што за кое што зборувавме, кога зборувавме за лекторите, е што тие студенти, значи, идни дипломирани студенти не би можеле да најдат работа со својата диплома. Сега, со донесувањето на законот, за тоа што ние таму се продуцираат кадри кои што ќе бидат и лектори, и наставници и така натаму. Еве инспектори. Инспектори. Тоа што зашто говориме дека не постои тој инспекторат. Лекторите. И знаете, има уште една дополнителна работа, а тоа се секако ниските плати. Сега во моментов, кога немаме вработени лектори, значи нема инспектори за да дојдат да казнат, не се вработуваат, вие по секоја цена, бидејќи сте нели условно сте дипломирале на катедрата, сте го положиле лекторскиот испит, имате лиценца за лектор,
насочно барате работа. И ќе ви биде понудена работа за минимална плата, и вие секако дека ќе се нафатите дури на таа плата, бидејќи тоа е вашиот занае, тоа е она што вие умеете да го работите. Но тоа е дел од уништувањето на македонскиот јазик. Апсолутно, значи, за тоа изборував. Да. Лекторирањето на текстовите, подобрувањето и редактурата на крајот на краиштата, кој што е, да кажем, повисок степен, е додадена вредност на секој текст, на секоја информација, на се што ќе напишеме. И тука повторно ќе се навратам на тоа дека ние секогаш зборуваме за македонскиот јазик и не мораме секогаш да го фаќаме во онаа најстрога форма, затоа што се е неговата стандардна употреба, значи употребата на стандардниот македонски јазик, зависи од местото, од контекстот. Значи, таа е намената за медиуми, за литература, за соопштенија, за театар, телевизиски серии, и така натаму, за преводи и така натаму. Тоа не значи дека ние кога ќе излеземе од тука задолжително мораме на секој чекор да го користиме. Впрочем, диалектите се богатство на еден јазик. Да. И уличниот жаргон, односно сленгот. Апсолутно. Јас, знаете, поникогаш се шегувам со диалектите. Тука е една мала дигресија за една неправда, бидејќи навистина ние имаме широк диапазон, лепеза, значи една палета од диалекти кои што се проучуваат, но знаете, најмалку проучуван диалект е сепак скопскиот, кој што најверојатно како престолнински диалект некако се избегнува да се. Сакам да кажам, ние обајцата сме од Скопје, кога ќе излеземе секако дека комуницираме на скопски диалект. Комуницираме на скопскиот диалект и тоа не ништо невообичаено. Меѓутоа, во јавниот дискурс секако мораме да се придржуваме на стандардот. Да. Ето околу социјалните мрежи кои го доуништуваат македонскиот јазик, навистина, заради тоа што некои луѓе се обидуваат да говорат и да пишуваат на македонски јазик, но тоа не е баш така. Не е, и тука пред се го лоцирам проблемот во најмногу во домашното воспитување. Морам да кажам, значи, мене поникогаш навистина ми е жал за нашите наставници од основните и од средните училишта, не велам дека нема исклучоци, но тие се трудат максимално колку што можат да ги научат децата, да ги воспитат, но од друга страна семејството доколку не се потруди и доколку, како што денес рече директорката, само со еден клик не го смениме, не ја смениме поддршката од латинична на кирилска, ние едноставно тоа е некаква мрзеливост, апатичност или несакање нешто да се направи. И знаете, како што ќе ве научат од дома дека ѓубрето не се фрла на улица, така ќе ве научат тој клик дека треба да го направите за да почнете да пишувате со кирилица. Да, но младите луѓе од најмалата возраст започнуваат, се едно дали се македонци, албанци или други етнитети, започнуваат да говорат на англиски јазик. Така комуницираат, користејќи ги социјалните мрежи, интернетот, платформите на кои го учат сушност англискиот јазик. Јас повторно ќе кажам дека родителите се оние кои го поддржуваат и охрабруваат тоа. Јас секогаш кажувам еден пример, јас дома имам домашен миланик, папагал, кој што е донесен од Германија, меѓутоа мојот папагал зборува македонски. Затоа што јас со неа комуницирам на македонски. Доколку родителите,
зборуваме сепак за миленик кој што треба посебно внимание. Што значи родителите треба да обрнат посебно внимание на децата во нивниот прво начин на изразување. Не знам колку сте свесни, например, дека се повеќе си се обраќаме еден на друг на ти, независно од контекстот, а второ, употреба на македонскиот јазик. Доколку вие му го дадете телефонот на детето да гледа YouTube цел ден, или било кој платформа да ги било користи, друга платформа да користи, значи нормално записот е тука, тој почнува така да размисла и почнува така да комуницира. А родителите во исто време ги имаат социјалните медиуми како единствен начин на комуникација. Имено. Но не со собствените деца. Со целиот свет, но не со децата. Да, па јас имам забележано дека да кажеме на Facebook има луѓе кои што 90% од нивните пријатели на Facebook се македонци, а упорно статусите се пишуваат на англиски јазик. И никогаш не ми било јасно кому ми се обраќаат. Да. Така што, значи, да трнеме од себе, па потоа да наоѓаме грешки кај другите. Се разбира. Особено кај научниците како вас. Апсолутно. Да. Благодарам што бевте, сакавте нешто да ви благодарам на поканата и би сакал на сите гледачи и вам лично да ви го честитам денешниот празник, денот на македонскиот јазик. И да се побара да се инвестира, да се финансира. Многу повеќе, тоа е апел, што повеќе, бидејќи ние сакаме да работиме, но секако сме ограничени. Да. Благодарам што бевте гостин. Благодарам што не гледавте, пријатно.